1,5 милион евра влегуваат во образованието, изјави премиерот Христијан Мицкоски, нагласувајќи ја важноста на образовниот систем во развојот на економијата и општеството. Повеќе од 160-170 проекти ширум државата се предвидени за инвестирање во делот на образованието, училишта, студентски домови и така натаму, нешто кое што представува императив за оваа влада. Инаку чисто за да споменам, последно што го разгледувавме беше дека за година и половина повеќе од 65 милиони евра се инвестирани во образованието. Претходно за научно-истражувачки трудови владата издвои над 700 милиони денари, што е најмногу досега, но и покрај тоа научно-истражувачката работа за универзитетските професори стагнира. Последица на ова е фактот што ниту еден од македонските универзитети повторно не се најде на Шангајската листа. Како професорите да се мотивираат за повеќе да работат во истражувањето и науката? Она што оваа влада го направи е ги зголеми драстично платите на универзитетските професори и од мои лични сознанија во комуникација со нив, тие со тоа се задоволни. Бараме од универзитетските професори да прават истражувања и да не само да ги спроведат, туку и да ги објават во релевантни списанија светски признати со фактор на влијание. Третиот и најзначаен дел е тоа што оваа влада почна да финансира научни истражувања, односно ние минатата година имавме повик за 45 научно-истражувачки проекти кои универзитетите и јавните институти ги добија и тие се во тек. Од големиот број универзитети во државата, Универзитетот Гоце Делчев од Штип се издвојува со најголем број научно-истражувачки трудови и тој е практично лидер меѓу високообразовните институции.